Таа е една од ретките јавни личности која е искрена пред камерата. Незиниот глас веќе го освои целиот Балкан, освен во Македонија. Токму заедно со нас Анита Мицевска од групата Мулека во Маестрална на Джингл ТВ. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Односно ние добро ти дојдовме. Добро ни дојдовте вие нас. Так, се наоѓаме на едно снимање на музичка емисија. Се гледа дека нема да те прашам како си, бидејќи гледам дека си одлично. Се гледа дека си во една работна фаза во моментов, снимате музички проект. Меѓутоа каде и што прави во моментов Анита покрај ова? Па моментално ете како што гледате ова, покрај тоа ништо. Не можеме да правиме планови, затоа што не знаеме од денес за утре што ќе биде. Кои ќе бидат протоколите, кои ќе бидат мерките со ова неубава болест. Така да само ова ни остана сега што го правиме, снимаме значи емисии. Се трудиме да ги расположиме нашите гледачи, нашата публика, бидејќи се наоѓаме во едно многу тешко време, така да, како што кажав, се трудиме да бидеме позитивни, во расположението позитивни, не инаку. Да. Така да, одлично ни оди сега за сега, добро е. Што да кажам друго? Така, ќе те прашам бидејќи до сега снимавме разни јавни личности од овдаке од Балканот. Можеби не е убаво прашање, меѓутоа дали до сега го прележа вирусот или за така? Го прележав, фала му на Господ. Имаш антитела, со лесно. Уште не сум тестирана, бидејќи сега брзо. Пред скоро. Пред можам да кажеме 2-3 недели го прележав. Се беше во најдобар ред, што е најважно. Јас на сите им посакувам да го прележат како јас што го прележав, со лесни симптоми, да, лесна клиничка слика да кажам. Антитела не знам уште. Така, Треба да проверам. Така. Кажи ми, во овој период, бидејќи е месец април, вие веќе бевте во полни подготовки за турнеите кои ви престоја во Австралија, во практично целиот свет на белиот, се што се вика, оние кои знаат, кои ви следат, настапувавте од Австралија па се до Америка. Колку ти фали онаа жива музика, бидејќи бевте, можам слободно да кажам, едни најбраните овдека кај нас, за кога станува збор за приватните забави, меѓутоа и на фестивалите. Како да оние живи како свирки, да не ни фали. друго е оној плейбек, меѓутоа оние живи свирки и моменти со публиката. Како да не ни фали, нормално, ние живееме за тоа, за да ги расположиме луѓето, за да им направиме една незаборавна вечер, дали било тоа свадба или крштевка или било каква приватна прослава. Нормално дека ни фали. Ние од кога знам за себе се бавам со оваа работа, така да друго не знам да работам. Не ни сакам друго да работам, освен ова сега што го работам. Инаку имавме доста ангажмани уште кога почна пандемијата, уште кога почна ковидот, првиот месец да кажам февруар-март кога почна. Имавме закажани многу свирки, Италија, Германија, Швајцарија. За Нова година требаше да одиме за Австралија. Сето тоа се откажа, сите свадби се откажа, сите семени прослави се откажа и за минатата година и за ова година. За другата не знам како ќе биде. Никој не може да ни кажи. Многу ми е жал, се надевам дека забрзо ќе помине и дека ќе се видиме забрзо со нашата публика. Така, во едно интервју прочитав дека практично 8 март требало да биде последното. Да, тоа и ни беше последната тоа веќе свирка ни беше. го изреализиравте, да кажем. Да, тоа го изреализиравме и од тогаш почна се надолу и надолу. Така, кажи ми, што беше што е она што се надевам дека за скоро ќе заврши оваа пандемија, почне и вакцинацијата во кај нас, освен во регионот. Што е она желба што ќе ја реализираш, односно не си ја исполнила до сега и ќе ја реализираш веднаш по завршување на корона пандемијата? Пак ќе ти кажам, значи, уште немаме некои планови, ете да кажам, тоа ми е желба да го направам. Првото што ми е најбитно е да заврши ова. Битно ми беше да го прележам и да поминам со лесно. Да. Не дека има некоја сигурност, можно е повторно да се повтори. Меѓутоа, ете, фала му на Господ, се е како што треба. Желбата ми е да што побрзо да помини ова. И што побрзо да почнеме со нашата работа, со нашите свирки,
бидејќи знам дека народот е веќе гладен за музика, затоа и го правиме ова што го правиме сега, барем ете преку медиумите дали било тоа преку Facebook или преку социјалните мрежи, да ги расположиме. Нема нешто конкретно ете да кажам баш тоа сакам да го направам. Единствено што ми е важно и мене и на сите мои колеги и на цел свет, пошто ова е веќе цел свет го зафати, ни е најбитно да помине ова што побрзо. Можеш да замислиш првиот настап кој ќе биде, каков ќе биде од страна на публиката? Прво не знам како ќе издржам наштекли толку сати. Тука е малце поинаку, ќе снимам некоја песна, ќе седнам, имаме паузи. Не е многу напорно да кажам, меѓутоа ќе видиме. Сепак ќе бидеме среќни за да. Верувам, не ќе ве надвладае таа позитивна енергија, односно може и трема да ме фати, бидејќи јас сум голем тремарош. На една обична свадба јас имам трема на самиот почеток, додека да се запознам со публиката, да видам што сакаат, како сакаат. Обавезно имам трема. Така да сега уште повеќе ќе имам. Тоа е доказ за твојот квалитет и твоите песни кои... Тоа е одговорност, една врста на одговорност. Значи, тремата е одговорност што секој што има трема, значи сака тоа што ќе го презентира, тоа што ќе го прави да биде квалитетно донесено. Така да затоа е таа трема. Одлично го правиш тоа. Уште една некое прашање поврзано со корона пандемијата. Кажи ми, што е она што никогаш досега, бидејќи како што кажав на почетокот, имаш премногу настапи во текот на целата година, дури вие однапред ги договарате, да речем, за цела година сте веќе пребукирани. Што беше она што не го направи, да речем, изминативе години, а сега првпат го имаше направено дома во овие карантински дни? Си ја видов ќерка ми. На едно подобро време. Да, тоа е убавото што еве се зближивме уште повеќе, бидејќи не бевме дома, многу бевме отсутни од дома, така да тоа е позитивното што се видовме. Фамилијата се собравме, секој ден собрани со убави луѓе, со гозбиете да кажам. Убаво е. Тоа е единственото нешто убаво што ни се случи во пандемијата. И се одморивме, што е најважно. Го одморив гласот. Да, веќе почна, како што кажев, почна со музичка емисија, каде што те следиме од недела во недела. Кажи ми, слушнавме во исто едно интервју, Далибор Ѓошич, вашиот долгогодишен соработник, најави нови песни, кои ќе ги работи заедно со вас во едно телевизиско интервју. Па кога може да се очекува албум во оваа време на пандемија? Дали сега планирате да го извадите за скоро и што е она ново што може да го очекува публиката? Уште не сме комплетни за цел албум, се собираат песните, еве како што кажа Далибор, поздрав до него. Ние долги години соработуваме со него. Првата песна ни беше Слушниве мајко стара со него, па продолжи понатаму нашата соработка и нема да застане. Тоа сум сигурна, бидејќи Далибор е еден квалитетен композитор, пејач, пред се другар, пријател, што е најважно во оваа работа, пред се треба да си човек. Ги собираме песните, не можам да кажам ништо поопширно, се надевам дека ќе има добри песни. За хит не знаеме, тоа ќе го каже публиката. Секоја песна публиката ја прави хит, од тоа колку е слушана и колку е барана. Затоа потоа, значи ќе се видиме повторно и ќе зборуваме и за тоа. Јас ти благодарам на прекрасното интервју и разговор во Менстрално. Верувај, премногу те сакам, за тебе се би дала, ме чуваш ко да си ангел мој, те најдов тебе љубов моја, сигурна сум веќе ти си тој. Јас сум Анета Мицевска од групата Молика, вие гледате Маестрално на Джингл ТВ.